Добро вечер, почитувани гледачи. Го следите третото информативно издание на К3. ВМРО ДПМН денеска во салата Никола Штеин во Тетово одржа голем народен собир. Настанот е дел од караванот на големи собири на владеачката партија низ целата држава. ВМРО ДПМН денеска одржа голем народен собир во Тетово. Веќе трета недела поред одиме низ Македонија на вакви настани, а веќе 6 недели наши тимови, наши функционери и наши истакнати членови и поддржувачи одат по населените места низ Македонија и ја шират нашата порака, пренесувајќи ги нашите идеи, проекти, нови мерки, нови конкретни чекори кои ги преземаме за да помогнеме на луѓето, за да создадеме нешто ново, за да отвориме ново работно место, да изградиме нов пат, водовод, училишта, да помогнеме на пензионерите, земјоделците, студентите, вработените, невработените. Истакна на денешниот собир премиерот Никола Груевски. Тој објави дека владата ќе ги зголеми за 10% студентските и ученичките стипендии. Зголемувањето на ученичките стипендии ќе се однесува на најталентирани ученици, талентирани спортисти, деца без родители, деца со посебни потреби, ученици од социјални категории, ученици од угостителско-туристичка струка и ученици кои се деца на бранители. Студентски стипендии ќе се зголемат за студенти со висок успех на студиски програми по информатика, студенти од социјални категории, студенти од природно-математички, техничко-технолошки, биотехнички и медицински науки и студенти кои се деца на бранители. Во своето обраќање премиерот објави и нови мерки кои ќе бидат од корист за земјоделците, како и други проекти кои се од значење за сите жители од регионот. Во периодот што следи ќе продолжат и инвестициите за реконструкција на патишта и подобрување на патната инфраструктура. Само во Тетово изминатава година беа инвестирани 4,5 милиони евра за реконструкција и модернизација на 30 километри локални и регионални патишта, рече премиерот Груевски на Народниот собир во Тетово, кој е дел од караванот на големи собири на владеачката партија низ целата држава. Председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски упати честитка по повод празникот Великден за верниците од католичка вероисповед. Председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски упати честитка по повод празникот Великден за верниците од католичка вероисповед. Великден е ден на радоста и најзначајниот ден во историјата на човештвото. На овој голем ден Бог ја приложи неголемата жртва и на човекот му ја откри смислата за неговото постоење. Овој светол ден нека биде и понатаму силата да истраеме во саможртвувањето, кое секојдневно го правиме, со цел да искорениме неправдата и злобноста кој ги има насекаде околу нас, наведува во честитката. Во неа додава дека како христијани наша света мисија е да се радуваме на животот и љубовта, да создаваме, да се помагаме, да сме посветени да живееме во верата духовно исполнети. Мораме, стои во честитката, да ги почитуваме христијанските вредности, како и да работиме за подобра иднина на секој човек и никогаш да не се откажуваме од она што ни создава просперитет. Велјановски во честитката посочува дека во оваа време на големи искушенија мораме да сме единствени и сплотени пред предизвиците и секогаш да изнаоѓаме вистински решенија за доброто на сите граѓани. Во таа насока слободно можам да кажам дека авторитетот на католичката црква дава придонес за заеднички соживот на сите граѓани во Република Македонија, без разлика на својата етничка или религиска определба. Само така можеме сигурно да чекориме кон изградба на модерна и просперитетна Република Македонија, стои во честитката од председателот на Собранието, во која посакува овие свети денови да ги поминат во духовен мир, со многу здравје, радост, среќа и берекет во секој дом. Кумановци се повеќе поднесуваат представки до заменикот народен правобранител. Најмногу се жалеле на работата за бавноста на судските постапки за потрошувачките права. Решени се речиси 90% од пријавите. Мал дел од нив, информира заменик правобранител, биле неосновени. Граѓаните минатата година поднеле 338 представки до канцеларијата на заменикот народен правобранител, што е за 25% повеќе во однос на претходната година. Најмногу се жалеле на бавноста на судските постапки, за повеќе задолжувања за членови на исто семејство за плаќање радиодифузна такса и за потрошувачки права. Во последното време се слушнале луѓе дека за едно семејство, за едно потесно домаќинство, 2-3, дури понекогаш и 4 се задолжени со плаќање на радиодифузна такса. Кумановци поднесувале и групни представки, од кои еден дел се однесувале на остварување на станарски права. Па за групните представки тоа имаме на пример од група Бачеванџи овде, имаме од станари. Заменикот народен правобранител поднел и 2 групни представки, но во едната која се однесувала на наводно малтретирање затвореник се покажала како неоснована. Ние по собствена иницијатива ова година имаме два предмета. Едниот се однесува на едно училиште
на едно училиште основно, каде децата по сознанијата што ги добивме од средствата за информирање, дознавме дека децата се задржани таму несоодветно. Заблагодарајќи на соработката со Државниот просветен инспекторат, сме утврдили дека имало повреда и е постапено. Исто така преку средства за информисање добивме сознание дека се пишувало таму дека физички е тепано, малтретирано, меѓутоа ние еден од осудените лице, тоа не било вистина. Граѓаните пак велат дека имаат доверба во институцијата Омбудсман. Па, може да ни помогне, како не може. Секој може да помогне на секој. Зашто не може да? Зашто е он регистриран? Значи, ако има завршена школа, вајда може да помогне. Кои потреби има пове? Статистички, најголем број представки поднеле жители на урбани заедници во однос на жителите на руралните, што се однесува до половата класификација. Повеќе храброст имале мажите во однос на жените. Генералниот секретар на партијата ГРОМ повторно свика пресконференција на која објасни зошто не му дал поддршка на Дамјановски на локалните избори во вториот круг. Воедно го обвини Дамјановски за непотизам, бизнис интереси и урбано наградување на градот. Генералниот секретар на ГРОМ Виктор Цветковски на денешната пресконференција реагираше на ставовите на градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски, кој на вчерашната пресконференција посочи дека никогаш не побарал непринципиелна поддршка од тогаш независниот кандидат Цветковски. Цветковски рече дека Дамјановски е непринципиелен, бидејќи додаде во минатото 2 пати бил исклучен од СДСМ, а потоа му била барана поддршка. Иако, рече денеска Цветковски, тој и неговите поддржувачи биле напаѓани, со како што потенцира погрдни зборови од поддржувачите на Дамјановски. Цветковски изјави дека граѓаните на Куманово се уште ги враќаат долговите, за кои рече градоначалникот на Куманово им дал залог на неколкумина луѓе меѓу двата изборни круга. Цветковски го обвини Дамјановски за непотизам и рече дека негови блиски роднини имаат позиции во јавни предпријатија, посочувајќи дека историската грешка на Куманово е Дамјановски. На денешната пресконференција Цветковски истакна дека Дамјановски не се грижи за потребите на граѓаните и дека си поигрува со судбината на кумановци и воедно го обвини Дамјановски за, како што рече, неговата лакомост за 3 мандати. Тој подлече дека институциите ќе побараат одговорност за грешките што ги правил Дамјановски. Граѓаните се свесни за ова, рече Цветковски и додаде дека ГРОМ, неговите коалициони партнери и граѓаните ќе го покажат ова на Дамјановски и на СДСМ на наредните локални избори. Председателот на Либерално-демократската партија Горан Милевски ја посети општинската организација и при тоа на работен појадок се сретна со новинарите од Куманово. Воедно тој оствари средби и со представниците на земјоделците и посети неколку приватни фирми во градот. Новиот председател на Либерално-демократската партија Горан Милевски се сретна на работен појадок со новинарите од Куманово. Тој посочи дека главната алка на ЛДП и понатаму останува граѓанскиот концепт. Довербата во демократијата и слободата на пазарот се главните наши приоритети како партија и ќе се залагаме за нивно остварување, рече на средбата со новинарите лидерот на ЛДП. Покрај средба со новинарите Милевски се сретна и со представници на земјоделските здруженија, посети и неколку приватни стопанственици во градот со кои разговарал за проблемите и надменувањето на истите. Ние се залагаме како партија пред се да се заштити приватниот сектор, да се укинат сите казни и да му се даде шанса на предприемачот со помош од државата за основање на нови фирми, со цел оние млади кои ја напуштиле државата да ги мотивираме да се вратат и иднината да ја гледаат во Македонија, додаде председателот на ЛДП. Што се однесува до членството, тој посочи дека при реевиденцијата ЛДП за 2 дена успел да собере 1300 потписи за разлика од другите помали политички партии. Според нивната евиденција ЛДП има помеѓу 6 и 7000 членови на ниво на државата. Меѓуетничките односи се подобрени. Мислењето на граѓаните од Куманово е дека односите со години се подобруваат, но дека секогаш постои можност за зајакнато институционално делување во насока на подобрување на односите. Негувањето на различностите, а не нивно несогласување, е целта кон која треба да се стремат и граѓаните и институциите. Меѓуетничките односи се подобруваат. Ова мислење го делат сите етнички заедници во Куманово, град во кој рече си и да нема представник од која било етничка заедница во државата. Односите се добри, оценуваат граѓаните, значително подобри во однос на изминативе години, но секогаш постои можност да се унапредат. Одлични се односите со соседите, пријателите на лично ниво.
Такви какви што ги негуваме во малата, такви треба да бидат односите и во локалната заедница, велат граѓаните. Па не се лоши, јас седам горе во нас мини маркет. Добри се односите, не се лоши. Се живуваме. Немаме проблем никаков. Порано беше поинако, не ни интересираше политика, идевме на спорт, било што во Куманово се случеше, заедно навивавме за нашето Куманово. Ја го молам Господа, пошто сум верник, да биде мир и благосостојба, да има почитување помеѓу националистите сме луѓе. Во мое време живеевме заедно. Во едните такој, другите такој мешано, како да ти кажам. Мислам дека се добри. Заедно живееме. Но прашањето е дали живееме како заедници заедно или сме одделени во два различни райони од градот. И фактот дека учениците учат во оделни училишта упатува дека вистински живееме во сегрегирано, наместо интегрирано општество. Истражувањата спроведени на локално ниво укажуваат дека кај младите се развиваат стереотипи за разлика од повозрасните. Беа во изминативе 20 и кусур години првенствено дел од политичките односи, иако нивното место е можеби повеќе во културната сфера, во нели образованието, јазикот, културата на етничките заедници, промоција и развивање на истите. Кај нас повеќе нели се дел од политичките односи и за жал често беа и политизирани, можеби за дневно политички цели, можеби за добивање на моќ и така натаму одредени партии. Не е важно во моментот, важно е дека институциите кои се воспоставени за тоа, кои требало да делуваат во насока на подобрување на меѓуетничката доверба, кој има една од целите на нивното формирање, би требало првен тие да ја завршат својата работа, да преземат повеќе активности од таа насока и да бидат некаков носител во тој правец. Големо мнозинство од представниците на бизнис заедницата имаат добро искуство со бизнисмените од различните етнички заедници. Влијанието на меѓуетничките односи тие го анализираат преку прифатливоста да се работи или да се биде раководен од друга етничка припадност. Во однос на работата во етнички мешана средина, тоа е прифатливо за голем број од граѓаните. И токму од овде треба да се учи и да се воспостават одличните односи меѓу заедниците, како и од соседските односи и од пријателските. Размислувањата се дека личните комуникации се одлични, но потребно е истите да се пренесат на едно повисоко локално, а понатаму и државно ниво. Вчера вечер во преполната сала на Националната установа Центар за култура кривопаланчани уживаа во франкофонската вечер во организација на младите франкофони од градот, кои под менторство на своите професорки по француски јазик подготвија богата и интересна програма. Прилог на Христина Николовска. Вчера вечер кривопаланичката публика и бројните гости имаа можност да бидат дел од нисекојдневното дружење со францускиот јазик. И тоа низ богатата програма на учениците од Основното училиште Јоаким Крчевски и Средното општинско училиште Ѓорче Петров. Франкофонската вечер во Крива Паланка се одбележува веќе трета година поред, а е во рамки на одбележувањето на 20 март, меѓународниот ден на франкофонијата. Промоција и актуализација на францускиот јазик, како и представување на македонската култура на истиот, се главните цели на активностите кои ги реализираат младите франкофони, истакнуваат професорките по француски јазик. Секоја година имаме се повеќе и повеќе ученици кои што сакаат да учествуваат на оваа манифестација и од секоја година бројот на учесниците се зголемува. Исто така сум презадоволна и благодарам на публиката, како и на гостите кои што дојдоа оваа вечер да присуствуваат на оваа франкофонска вечер. Успеавме да покажеме дека францускиот јазик се изучува, дека има интерес за францускиот јазик. Благодарност до учениците кои што и покрај сите обврски што ги имаат на училиште, покрај успеа да одвојат време да учествуваат на оваа франкофонска вечер и да покажат навистина убав резултат. На вечерта присуствуваа гости од Францускиот институт од Скопје, од Асоциацијата на професори по француски јазик, Бирото за развој на образованието, представници од франкофонскиот круг, како и од повеќе француски сдруженија, кои јавно го искажаа своето задоволство од успешната организација и упатија охрабрувачка порака до учениците да продолжат со уште поголем ентузијазам да го изучуваат францускиот јазик.
Терминот франкофонија ги опфаќа сите луѓе и земји што се служат со францускиот јазик. Нашата земја е полноправна членка на меѓународната франкофонска организација од септември 2006 година и од тогаш активно се вклучува во одбележувањето на денот и месецот на франкофонијата, кога насекаде низ светот се слават францускиот јазик, солидарноста и диалогот меѓу културите, вредности кои што се промовираат од страна на оваа организација. Градинката Ангел Шајче на градскиот плоштад организираше манифестација насловена како Дружината мела, денес е цела. Оваа манифестација е дел од програмата Воведување на почит кон различностите и мултикултурализмот во раниот детски развој во Македонија, која ја спроведува УНИЦЕФ, Британската амбасада и Министерството за труд и социјална политика. Во рамките на програмата Воведување на почит кон различностите мултикултурализмот во раниот детски развој, градинката Ангел Шајче организираше манифестација насловена Дружината мела сега е цела. На манифестацијата која се одржа на градскиот плоштад учествуваат деца од градинката од различни етнички заедници. Проектот го спроведуваат Министерството за труд и социјална политика, локалната самоуправа, УНИЦЕФ и Британската амбасада како донатор. Целта на овој проект е различностите и мултикултурализмот. Различности не само по родова различност, по способности, по тоа по интелектуалните способности на децата, по местото на живење, што значи сите различности што можат да постојат се опфатени со овој проект и мултикултурализмот каде што се опфатени сите деца од сите етнички заедници кои ја посетуваат нашата установа. Представникот на УНИЦЕФ Ража Масафер Барада изјави дека целта е приближување на деца од различни етнички заедници преку игра да научат да ги почитуваат различностите. Целта на овој настан е на едно место да се дружат и да се играат деца од различни етнички заедници, од различни култури и способности. Идејата е да преку заеднички активности тие можат да научат да ги вреднуваат и почитуваат разликите меѓу нив, но и како да живеат едни со други. Програмата е наменета за деца од предучилишна возраст и освен во Куманово се спроведува во градинки во 10 пилот општини. Програмата можно е со дополнителни финансиски средства да се прошири во други градинки во Македонија. Љубителите на уметноста може да се запознаат со најдобрите мозаици кои го сликуваат интимниот живот на авторката Лиле Корубин, доколку ја посетат изложбата на нејзините дела во Уметничката галерија во Куманово, која беше отворена синоќа. Уметничката галерија во Куманово беше организатор на четвртата самостојна изложба на мозаици од истакнатиот моден креатор и мозаичар Лиле Корубин. На изложбата беа представени на 25 мозаици во кои се комбинирани различни материјали од златен мозаик, венецијански смалт и мермер, гранит, морски и речен камен до стакленца Сваровски. На моја лична иницијатива ја поканивме Лиле да биде гост вечерва, за да и кумановчаните имаат прилика да го видат овие фасцинантни, навистина невообичаени мозаици и како што вели таа самата, дека секој мозаик представува приказ на самиот за себе. Јас се надевам дека секој вечерва овдека ќе си ја најде својата приказна во еден од мозаиците, бидејќи вакво нешто досега ние не сме имале. Секој мозаик крие своја приказна која го отсликува интимниот свет на авторката, сите нејзини патувања, сета љубов, сите контакти и врежани слики. Секој камче не е случајно ставено на неговото место, а истовремено сите се во движење и имаат динамика. Сите мозаици на Лиле Корубин го слават животот, полни се со љубов, со енергија. На нив преовладуваат пастелни ведри бои, чисти форми со кои се пренесува оптимизам и животна радост, но и известна мудрост и трпеливост. За мене лично е моментот да го оставам во вечност. Јас многу години бев моден креатор и некако иста мака вложував, а трудот некако од сезона до сезона завршуваше. Па тогаш дојде идеја дека е подобро кога веќе творам и иста мака вложувам да биде тоа за веки векова што се вели. И се надевам дека јас се радувам додека работам и се надевам дека луѓето кога гледаат моите мозаици и тие се радуваат, пошто ние сите имаме многу заедничко, луѓето. Немаме ништо страно, се ни е заедничко, радоста ни е заедничка. Мозаиците кои што пленат со својата убавина и израчат со посебна енергија која ја поседува авторката, ќе бидат изложени во Уметничката галерија следните 2 недели. Сите заинтересирани ќе можат да ги видат секој ден од 8:30 до 16:30 часот.
Белата куќа е убедена дека деталите на договорот за намалување на нуклеарната програма на Иран може да се постигнат. Грција не успеа да постигне првичен договор со Европската унија и ММФ. Над 24.000 филипинци се евакуирани поради тајфунот Мајсак. Вести од светот. Белата куќа убедена е дека деталите на договорот за намалување на нуклеарната програма на Иран може да се постигнат. Портпаролот на Белата куќа изјави дека председателот Барак Обама вчера разговарал со четворица врвни лидери во Американскиот представнички дом и Сенатот за рамковниот договор кој беше постигнат на 2 април меѓу Иран и 6 светски сили во Швајцарија. Договорот представува основа за конечен договор, што треба да биде постигнат до 30 јуни. Обама исто така разговарал за договор со лидерите на Бахрейн, Кувајт, Катар и Обединетите Американски Емирати. Во меѓувреме, иранскиот председател Хасан Рохани во телевизиското обраќање го поздрави договорот како прв чекор кон продуктивна интеракција со светот. Грција не успеа да постигне првичен договор со Европската унија и ММФ за да ја одблокира финансиската помош, откако кредиторите го отфрлија пакетот реформи од Атина, нарекувајќи го идеи наместо конкретен план. Грчките медиуми коментираа дека Атина остана храбра по неуспехот да се постигне договор со бриселската група, велејќи дека останува подготвена за договор врз основа на нејзиното цврсто барање, спроведување на мерките кои се бараат од неа да не му штетат на економскиот раст. Последната информација е дека заемодавците ќе ги интензивираат напорите за собирање податоци во Атина. За денеска закажан е конференциски телефонски разговор на замениците министри за финансии на евроработната група на еврозоната, на кој ќе се направи преглед на досегашниот развој на настаните. Ципрас истакна дека неговата влада има црвени линии за кои не може да преговара, како што се понатамошното кратење на платите и пензиите, масовни отпуштања од работа и приватизацијата да се замени со концесии, со што државата ќе ја задржи контролата. Филипинските власти денеска евакуира над 24.000 жители од провинцијата Аурора на североисточниот брег на најголемиот остров на архипелагот Лузон. Причината е доаѓањето на тајфунот Мајсак, кој на Пацификот почна со брзина од 250 км на час, но иако брзината му е намалена на околу 160 км, тајфунот ќе донесе силен дожд и ќе предизвика лизгање на земјиштето. Покрај евакуираните жители, властите на околу 10.000 туристи што дојдоа тука да го прослават католичкиот Великден, им наредија да се оддалечат од брегот. Мајсак пред 10 дена се формираше над Пацификот и прво помина над Микронезија, каде што беа регистрирани најмалку 5 жртви и десетина илјади уништени куќи, а ветерот и дождовите ја уништија житвата. Иако беше најавено надпреварите од кошаркарската Суперлига да се одиграат викендов, истите нема да се одржат. Ваквата одлука е донесена вчера на седницата на управниот одбор на Кошаркарската федерација на Македонија. Во македонската кошарка продолжуваат недоразбирањата кои негативно влијаат врз надпреварувачкиот процес. Имено второто коло од Суперлигата, кое требаше да се одигра викендов, е одложено поради нејасната позиција околу кошаркарскиот клуб Карпош Соколи поради неговата трансформација во акционерско друштво. Поради тие причини кошаркарите на Куманово не сака да се надпреваруваат бидејќи е нарушен статутот. На состанокот на управниот одбор на федерацијата е донесена одлука во наредните денови да се разгледат сите опции за надменување на новонастанатата состојба. Во престојниот период што доаѓа би требало да биде донесена конечна одлука во која се предвидува неодиграниот меч помеѓу Карпош Соколи и Куманово да се одржи наредната недела. Не е јасно како ќе се одигра оваа средба, ако е познато дека екипата на Куманово има став дека не прифаќа да игра против Карпош Соколи поради сите случувања. Да се надеваме дека целиот проблем ќе биде надминат во интерес на сите љубители на кошарката во државата. Во вестите од меѓународниот спорт за денеска издвоивме. Во финалето на тенискиот мастерс во Мајами ќе се сретнат Новак Џоковиќ и Енди Мареј. Во кошаркарската Евролига надпреварите од групната фаза влегоа во завршната фаза. Во финалето на тенискиот мастерс во Мајами ќе се сретнат старите познаници и ривали Новак Џоковиќ и Енди Мареј. Во првото полуфинале британецот го совлада Томаш Бердик со 6-4-6-4, додека светскиот рекет број 1 го совлада американецот Џон Изнер со 7-6 и 6-2. Џоковиќ во Мајами ја брани титулата и ќе се обиде да ја освои петата титула на овој престижен турнир. Турнирот се игра за награден фонд од $5.200.000.
Големото финале помеѓу Ѓоковиќ и Маре се игра во недела во 19 часот по средноевропско време. Подсетување, големото финале кај дамите на програмата е денеска во 19 часот, а во него ќе се сретнат Серена Вилијамс и Карлос Суарес Наваро. Во кошаркарската Евролига вчера беше комплетирано предпоследното коло во кое се постигна следните резултати. Анадолу Ефес Армани 86-78, ЦСКА Олимпијакос 76-70 и Жалгирис Црвена звезда исто така 76-70. Следната недела на програмата е последното коло, кога ќе ги дознаеме сите учесници во нокаут фазата. Титулата во кошаркарската Евролига од минатата сезона ја брани екипата на Макаби. Утрешниот ден е прогласен за ден на жалост во Крива Паланка по повод трагичната смрт на младата Фросина Цековска која го загуби животот во сообраќајна несреќа. Одлуката беше донесена вечерва на вонредна седница на Општинскиот совет на Крива Паланка. На вонредната седница на Советот на Општина Крива Паланка одржана вечерва беше донесена одлука за прогласување на утрешниот ден за ден на жалост во Општина Крива Паланка по повод трагичната смрт на 20-годишната Фросина Цековска, која во петокот го загуби животот во сообраќајна несреќа во Скопје. Ве повикувам се едноминутно молчање да ја дадеме почит на загинатата Фросина Цековска. Повикувам да донесем одлука за прогласување на ден на жалост на Општина Крива Паланка за ден 5.4.2015 година. Одлуката која беа поделена, значи, недела 5.4.2015 година се прогласува за ден на жалост во Општина Крива Паланка по повод трагичната смрт на Фросина Цековска која во петокот трагично го загуби животот во сообраќајна несреќа во Скопје. На одржаната седница на Општинскиот совет со едноминутен молк и беше одадена почит на младата кривопаланчанка. За вечерва откажан и хуманитарниот концерт во Националната установа Центар за култура. Времето во Македонија ќе биде сончево и малку потопло со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер, претежно од јужен правец. Метео за североистокот. Тоа беше се што подготвивме во последното информативно издание. Благодарам за вниманието. Останете на К3 и имајте пријатна вечер.